41 предлог проект содржи првата конечна приоритетна листа на предлог од проекти за јавни инвестиции, што на предлог на Министерството за финансии и Комитетот за јавни инвестиции ја усвои владата. Од нив дури 5 се однесуваат на Штип и Источниот регион. На конечната приоритетна листа се најдоа изградбата на Штипската клиничка болница, Медицинскиот факултет и Студентскиот дом, реализирање на фазата 1 и 2 од проектот Злетовица, која е од големо значење за овој дел од регионот и пошироко. Овие проекти ќе се реализираат во наредната година и тие уште од сега се влезени како ставки во буџетот. Тоа е многу голема работа, одобрувањето на фаза 2 и фаза 3 од хидросистемот Злетовица, бидејќи со тоа се комплетира, односно се затвора целиот хидросистем, што значи од една страна со фаза 2 наводнување на околу 3500 хектари обработлива земјоделска површина, што е голем чекор во развој на земјоделието како гранка во нашата општина и затоа имаме и директен и индиректен бенефит. Со фаза 3 обезбедуваме енергетска стабилност на целиот енергетски систем со зелена енергија и со тоа хидросистемот Злетовица од финансиска страна ќе работи рентабилно. Во понапредна фаза, односно во фаза на финансирање се два проекти. Тоа се изградбата на браната речица на Оризарска река и поврзување на Виница со прочистителна станица Кочани, како и проширување на канализацијскиот систем во Виница. Ова е исклучително важен проект за општината и граѓаните. Неговата реализација е во тек, а во моментов, освен конкретните, се реализираат и административните постапки за обештетување на граѓаните, низ чиј имот ќе се поставуваат цевки. Изјави градоначалникот на Виница Митко Костадиновски. Првата конечна приоритетна листа, која што е усвоена, ќе биде клучна основа за дефинирање на новите капитални инвестиции во буџетскиот процес за 2027 година. Донесувањето на уредбата, како и на оваа листа, е во согласност со реформската агенда 2024-2027, а во насока на управување со јавните инвестиции.